Потребна е ревизија на проектот за изградба на автопатот Кичево-Охрид, една од опциите и раскинување на договорот со изведувачот, рече премиерот Ковачевски. Со низа активности и пригодни свечености општина Охрид ќе го одбележи 7 ноември, денот на ослободувањето на градот. Студентот Антонија Крстановски од Факултетот за туризам и угостителство од Охрид, добитник на годишната награда за млади истражувачи на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Трет хуманитарно-меморијален планинарски марш Трајан Целески Тачо ќе биде одржан во недела во 9 часот. Времето утре облачно со услови за дожд и температура до 21 степен. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.